Денес во ЛГБТ центарот за поддршка, подружница на Хелсиншкиот комитет за човекови права, се одвиваше активност во рамките на неделата на гордоста, која што беше организирана од страна на Хелсиншкиот комитет, ЛГБТ центарот за поддршка, Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници и ЛГБТ Юнајтед. Околу 6:30 часот, одеднаш голема толпа на млади луѓе, дел од нив маскирани, го нападнаа центарот, мавајќи по надворешната страна, односно излогот на центарот со камења, со шишиња и со пиротехнички материјал. Во моментот кога се случи нападот на центарот, позади стаклото, односно позади излогот, бевме седнати јас и моите колеги. Значи, горе на третиот кат се одвиваше промоцијата на филмот, кој што имаше тематика поврзана со остварувањето на правата на ЛГБТ заедницата. Во текот на денот беше најавено дека ќе се одржува некаква контра-геј парада во 2 часот. Информациите ги добивме уште во текот на вчерашниот ден, зашто ја известивме јавноста дека во рамките на неделата на гордоста не е предвиден каков било јавен марш. Се приметуваше дека атмосферата се сака, некој сака, да речам на некој начин вжешти со тоа што беше пуштен тој спин или дезинформација дека во Скопје ќе се одвива геј парада. Не ме изненадува ова што се случи. Информациите говореа за тоа дека сепак ќе биде направен обид да биде нападнат центарот и да се покаже и да се докаже дека овој центар не може да обстои од проста причина што поголемиот дел од популацијата, барем на социјалните мрежи, изразува негодување со тоа дека ЛГБТ заедницата има свои права, како и сите други граѓани на Република Македонија. Морам да кажам дека полицијата беше присутна и во текот на целиот ден. Еден од службените лица кои што го обезбедуваат центарот беше повреден. Притоа јас се здобив со лесни повреди, односно припадот откако се случи нападот. Верувам дека... Дали има повредени други некој внатре? Нема други повредени. А дали има приведени од страна на полицијата? Се уште нема приведени, меѓутоа ние поседуваме камери. Значи имаме снимки од луѓето кои што го извршија нападот на центарот и јас верувам дека полицијата во најкраток можен рок ќе ги пронеде сторителите на овој напад.